да не дојде порака од тато, да не се поради мама? Не, ми дојде една шега. Зошто не му кажуваш виц на балон? Оти ќе пукне од смеење. Супер беше ова. Бабо, бе. О, извини, Лиле, ќе мора да чекаш. Но не можам да чекам. Сакам да го видам бебето. Братче или сестричка, дали ќе ги сака истите работи како мене? И јас се прашувам за истите работи. Мама вели ќе почекаме додека не се роди бебето за да дознаеме. Како тоа мама да не знае? Бебето расте во незиниот стомак. Одлично прашање, Лиле. Бог знае да не изненади со бебињата. Ама пред многу години имаш едно бебе кое знаеше што ќе биде тој и што ќе направи. И тоа уште пред мајка му да го дознае тоа. Како е тоа можно? Споруваме за бебе. За разлика од другите бебиња, тој беше жив многу пред да биде во стомакот на мајка му. Што значи тоа? Мама кажа дека бебето живее од моментот кога почна да расте во неа. Но како може тоа бебе да било живо пред тоа? Некако ми е наопаку. Ќе ми објасниш ли, бабо? Слушај ме што ќе ти кажам. Ова го пишува во Библијата, а името на бебето беше Исус. Во Библијата пишува дека Исус е Бог Синот. Бидејќи Исус е Бог, тој беше жив уште пред да се создаде светот. Кога беше првиот роден ден на Исус? Пред да дојде на земјата, тој немаше роден ден. Всушност, тој немаше почеток. Исус бил од секогаш жив и ќе биде жив за секогаш. Што? И ова е некако наопаку? Не разбирам. Ниту јас не разбирам сосема, но знам дека е вистина, бидејќи Бог не може да лаже. Тој е чудесен и семоќен. Од Библијата дознаваме за Божјата чудесна моќ. Во неа пишува дека Бог го создаде светот само со збор. Мама вели дека Бог ме создал и мене. Така е, и затоа тој многу те сака. Кога Бог го создаде светот, тој беше совршен. За жал, првите маж и жена му беа непослушни на Бог и така гревот влезе во светот. Гревот донесе тага, болести и смрт. Што е тоа грев? Грев е кога одиш по својот, наместо по Божиот пат. Грев е кога лажеш, кога ги мразиш другите и не ги слушаш родителите. О, јас сум го направила. Сите сме го направиле тоа, сите се раѓаме со желба да грешиме. Заради гревот, заслужуваме да бидеме за секогаш одвоени од Бог. Но тој сака да го запознаеш сега, затоа вети да испрати Спасител. Бог направи совршен план да го испрати Исус на земјата за да ги спаси луѓето од гревот. Со време Бог даваше показатели за тоа каков ќе биде Спасителот и што ќе направи. Во вистинското време, пред околу 2000 години, Бог почна да го остварува својот план. Бог испрати ангел кој пренесе порака на една млада девојка по име Марија. Ангелот ти кажа на Марија дека Бог сака таа да биде мајката на неговиот син. Исто така, кажа дека Божиот син нема да има човек за татко како другите луѓе. Чекај, како може да има мајка, а не и татко? Бог го направи тоа за нас сите да им покаже дека доаѓањето на Исус беше чудо, што може да го направи само Бог. Тоа беше еден начин на кој Бог покажа дека Исус е Спасителот. Ангелот ти кажа на Марија повеќе за тоа кој ќе биде Исус и што ќе направи. Марија му поверува на Бог, но Марија беше верена за човек по име Јосиф. Сигурно си израдувал, нели? И јас се израдував кога ми кажаа за нашето бебе. Па, на почетокот Јосиф не разбра што се случува, но Бог го сакаше Јосиф и сакаше тој да биде дел од планот. Затоа Бог му испрати на Јосиф на сон ангел. Ангелот му кажа дека Исус доаѓа за да ги спаси луѓето од гревот. И Јосиф му поверува на Божиот план. Неколку месеци подоцна Јосиф и Марија мораа да патуваат до градот Витлеем. Додека беа таму, се роди Исус. Во Библијата пишува дека Марија го повила бебето Исус и го положила во јасли, бидејќи немало друго место за нив. Што се тоа јасли? Како кутија од која животните јадат сено. Како овци и крави и магариња? Веројатно. Дали се исполни се што ангелот кажа за Исус? Да.
Кога Исус порасна, сите видоа дека тој е поинаков од сите што се родиле на земјата. Исус направи се што Бог кажа дека ќе направи Спасителот. Живееше совршен живот и правеше работи што само Бог може да ги прави. Но многу луѓе го мразеа. Мразеле некој кој е совршен? Тоа е супер наопаку. Така е. Тие не веруваа оти тој беше Спасителот. Го фатија Исус и го осудија на смрт. Неговите раце и нозе беа заковани на крст, каде што тој крвареше и умре за да ја земе казната за твојот грев. Ама Исус не направи ништо погрешно. Зошто тој да биде казнет заради мене? Тоа беше Божиот план за да те спаси. Откако Исус умре, тој беше погребан во гроб. Но на третиот ден тој оживеа и мнозина го видоа. 40 дена подоцна Исус се врати на небото. И сега, Лиле, Бог ти нуди подарок. Но никаде не гледам подарок. Овој прекрасен подарок не го собира во кутија. Во Библијата пишува како може да го добиеш Божиот подарок. Таму пишува: а на сите што го примија, на сите што веруваа во Неговото име им даде моќ да станат чеда Божји. Ако целосно веруваш во тоа кој е Исус и што направи тој за да плати за твојот грев, ќе се спасиш од казната за гревот. Ќе станеш Божјо чедо, дел од Неговото семејство за секогаш. Ете тоа е подарокот. Знам дека сум сгрешила. Ми треба Божиот подарок. Чекај, ако поверувам во Исус и станам Божјо дете, ќе имам ли уште еден роден ден? Браво, дете мое! Прво се роди во твоето семејство, а кога ќе поверуваш во Исус, се раѓаш и во Божјото семејство. Бог ќе биде со тебе од моментот кога ќе поверуваш и ќе ти помогне да живееш на Негов начин. Лиле, веруваш ли во Исус и во тоа што Тој го направи за тебе? Да, Сакаш ли да му кажеш на Бог за твоето верување во Него? да. Драги Боже, ти благодарам што го прати Исус. Верувам дека тој умре и пак оживеа за да ме спаси. Ти благодарам што ми даде два родендани. Амин. Звони татко ти. Тато! Еј, Лиле, имам радосна вест. Имаш сестричка. Леле! Тато, слушај, и јас имам да ти кажам голема вест.